Општина Штип интензивно работи на асфалтирање на патната инфраструктура во Лакавичкиот регион. За време на викендот заврши асфалтирањето на улица во село Дулани во должина од околу 1 километар, почнувајќи од црквата Свети Илија се до излезот на регионалниот пат. Инвестицијата е во вредност од 6 милиони динари кои се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и владата на Република Македонија. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев денеска беше во посета на селата Дулани и Врасаково. Ова беше битно за Дулани затоа што овде некаде околу 40 години не беше ништо инвестирано. Битно да нагласиме дека претходно го завршивме и плоштадот со чешмата. Селото има одличен водовод и одлични услови да се вратат младите и да се ги поправат куќите на своите дедовци. Значи, умирањето на село Дулани заврши. Со ова мислам да ги створиме сите оние предуслови кои треба да ги има едно село за да можат луѓето да живеат како и во градовите. Мештаните децени наназад газеа во кал. Сега задоволни што конечно ќе им се подобрат основните услови за живот. Заврне дошо днесе се живо и ние правиме пат да можеме да поминеме и да преживееме. До манастирот како беше? Одеше народ, ама? Одеше до манастирот, чуре, пусте, насипуваме преку Македонија пат. Али сега е добро. Многу сме благодарни. До сега имам 52-3 години. Немаше асфалт, тешко се одеше. Опинци киневне, кондури киневне, кола не оде, никој не може да одат за колата, да речеме, да терат. Некој пат остава доле, не се оди нагоре. Многу сме благодарни дека црквата ја направија се асфалт. Многу сме благодарни. Господ нека ви дава здравје и живот. Освен во село Дулани, денеска започнаа и подготвителните активности за асфалтирање на улици и во село Врасаково, каде ќе се направи пати до црквата Свети Спаси до гробиштата. А како што најави градоначалникот, ќе се работи и на проблемот со водоснабдувањето. 1 километар ќе асфалтираме и во село Врасаково, инвестицијата е некаде над 100.000 евра, општината плаќа некаде околу 20%. Мислам дека за Недладена и таму ќе има асфалт. Значајно е дека земјите работи веќе се интензивно вршат. Се надевам дека компанијата Колетранској го доби тендерот, значи за кратко време ќе го заврши. Мислам дека на Врасаково престои значи уште една активност, а тоа е решавањето на водоснабдувањето. Водоводот кој го имаат моментално не ги задоволува потребите во летниот период и тука мора да направиме напори максимално да го преземе ЈПИСР водоводот, да го држува и да стопанестува со тој водовод и на крајот луѓето да не страдаат за вода во летниот период. Со истиот случај како и во село Дулани се соочуваат и жителите на село Врасаково, благодарни на општината што и покрај долги години сепак помислиле на нив. После 30 години ја како сам мажена, сега. Прв пат ќе видиш пат. Да. Не се минеше, шо ви кажувам. До тука дојдеме со стари чизми, опинци, па оставаме, па тука се качеме уколи. Такси не качува така кал. За реализација на сите овие проекти се обезбедени околу 1 милион евра, а општината има учество со околу 200.000 евра.